Време е за вестите. Маска за мобилен телефон за лицата со синдром на студени раце и бизнис планот им ја донесе првата награда на 5 штипски гимназијалци на меѓународниот надпревар за стартапи Get in the Ring, кој се одржа во Скопје. Во март со истата идеја и иновација ќе се надпреваруваат во Брисел, каде што главната награда изнесува 1 милион евра. 5 ученици од Штипската гимназија Славчо Стојменски ја освоија првата награда на меѓународниот надпревар за стартапи Get in the Ring во категоријата за електронско здравство. Учениците и нивниот професор Петре Петковски, наместо да се надпреваруваат со своите врсници од останатите средни училишта во земјава, комисијата одлучила да се надпреваруваат заедно со бизнис плановите на стартап компаниите. Надпреварот е Get in the Ring е за стартап бизниси. Испративме апликација да бидеме да се надпреваруваме со училиштата, средните училишта, меѓутоа поради добрата апликација, односно бизнис модел, бизнис план, не преместена на повисоко ниво, за да може да се надпреваруваме со стартап бизнисите. Освоивме прво место во категоријата e-health или електронско здравство и надпреварот се одржуваше во Скопје. Ученикот од 4-та година Никола Петраклиски вели дека тие изработиле бизнис план за правење на маска за мобилен телефон за лицата со Рейнаудов синдром или познат како синдром на студени раце. Тоа е синдром со кај кој лицата имаат послаба циркулација во рацете и маската ги затопува нивните раце и може и да вади. Добро, каква беше конкуренцијата? Конкуренцијата беше доста силна и можеме да кажеме дека сме среќни што можевме да ги представуваме своите идеи пред толку успешни и искусни бизнисмени и од тоа искуство можеме само многу да научиме. Дали ќе го патентирате овој проект, оваа апликација и секако каде ја гледате иднината после овој надпревар? Во нареден планот за иднината ни е прво да произведеме прототипи, па да видиме како ќе им се допадне тоа на најблиската публика, односно во Македонија. И планираме до март да произведеме каталози, прототипи, доколку се учествуваме во Брисел. Нивниот професор и ментор Петре Петковски забележува дека по првата награда на меѓународниот надпревар во Скопје, сега учениците ќе се подготвуваат со истиот бизнис план и иновација за надпреварот во Брисел, кој ќе се одржи во март 2018 година. Наградата на овој надпревар е со фонд од 1 милион евра. Менаџерскиот тим на гимназијата Славчо Стојменски веќе ги обезбеди авионските карти за 5 ученици кои ќе се надпреваруваат. Една од најстарата дрвена резба пронајдена во Македонија не поврзува со Египет. Ова е ставот на универзитетскиот професор од Бон, која деновиве престојуваше во Штип. Незините досегашни истражувања укажуваат на резбите од 5 и 6 век, пронајдени на Баргала, имаат исти мотиви со резбите на православните христијани копти, кои живеат по долината на реката Нил во Египет. Древна резба од 5 и 6 век пронајдена на археолошкиот локалитет Баргала не поврзува со православните христијани копти, кои живеат по долината на реката Нил во Египет. Е ставот на универзитетската професорка Елизабет Енс од Институтот за археологија во Бун. Деновиве таа ја посети археолошката поставка во Штипскиот музеј и се изненади од изложените експонати. I come from Bonn in Western Germany. Доаѓам од Германија, од градот Бон, каде што работам на универзитетот за археологија, инаку по професија сум археологист. Најголем дел од мојата работа се одвива во Египет и овие поставки тука денеска што ги погледнав се многу интересни и специфични и се единствени во овој регион. Сметам дека треба да соработувате заедно со Египет и да вршите заеднички истражувања. Досегашните истражувања на професор Енс укажуваат дека резбите пронајдени на Баргала имаат исти мотиви со резбите на коптите. Специфично за резбите од Баргала е нивната зачуваност и покрај неповолните климатски услови. Македонската резба подаја кај нас е многу слична со она во Египет и воопшто во медитеранската култура. Поврзани се преку римската култура, со тоа што вели дека со тоа што многу е специфично
како ова резба е зачувана овде заради климатските услови кои не се поволни за овие резби. Од Штип професор Елизабет Енс повторно се враќа во Египет, каде што ќе продолжи со истражување на нови паралели помеѓу Македонија и Египет. Штипскиот универзитет и оваа година преку својот научен фонд ќе подржи истражувачки проекти за професорите. Новина оваа година е што 20 на студентски проекти ќе бидат поддржани. Универзитетот Гоце Делчев преку својот фонд за наука и оваа академска година поддржува вкупно 64 научни проекти, кои ќе ги реализираат универзитетските професори, а од оваа година финансиски се поддржуваат и студентските научни истражувања, објави на денешната пресконференција ректорот Блажо Боев. Значи имам преку 20 проекти кои се наменети за студентите, каде што студентите заедно со професорите прават истражувачки тимови и работат на одредени истражувачки теми. Значи оваа година е таа новина каде што 20 проекти се наменети и се почнуваат да се реализираат од страна на студентите кои се составени дел на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Боев истакна дека застапени се проекти на студентите и професорите од сите факултети на универзитетот, а темите се од областа на медицинските, природно-техничките, информатиката, хуманистичките науки, како и од областа на уметноста. Еден истражувачки проект е со финансиска рамка од 3500 евра. Боев забележува дека преку научниот фонд на Штипскиот универзитет Гоце Делчев досега се финансирани вкупно 150 научно-истражувачки проекти. Овој фонд за наука кој постои на УГД е она нешто со кое ние сакаме да се пофалиме, сакаме да го поддржиме и се гордееме за тоа што мислиме дека е важен сегмент во развојот на високото образование, бидејќи не може да замислите образование во кое нема истражување. Студентите кои годинава се поддржани во делот на истражувањата или иновациите кои може да ги направат се во насока и самите да направат своји компании и да изградат сопствена кариера. Македонија има потенцијал за производство на ароматични лековити билки и зачини, но недоволно е искористен. Кај земјоделците нема интерес и покрај субвенциите од државата и програмата ИПАРТ за овој вид на производство, кој зема се поголем замав кај фармерите во соседството. Земјоделците во регионот чекор пред македонските фармери во одгледувањето на лековити ароматични билки и зачини. Во Штипско само на едно ниво во последниве неколку години експериментално се посеа анасон и толку. Единствениот производител во регионот се откажа од производството поради проблеми со откупот. Посеав анасон на 10 хектари. Приносите кои ги доби во жетва се движеа од 20 до 50 килограми од декар. Временските услови не се погодни, не одговараат. Неисплатливо е, нема и откуп. Откупната цена за килограм анасон од 120 падна на 60 денари. Го откупува само алколоид и тоа во ограничени количини. Вели Наке Наков, земјоделец во Врсаково. За разлика од кај нас, фармерите во Бугарија се повеќе инвестираат во производство на ароматични билки за медицински цели. Бугарија е на трето место во светот и лидер во Европа по производството и извоз на билки. Годишно во земјава се одгледуваат од 15.000 до 17.000 тони медицински и ароматични растенија, а од нив едве 2.000 до 3.000 тони се преработуваат или консумираат во Бугарија. Голям интерес има од страна. Земјоделците во Бугарија има голем интерес за производство на ароматични билки и медицински растенија. Кај нашиот северен сосед популарно е одгледувањето на лековити билки, а меѓу нив и белиот слез. Први обиди во производството на фармацевтски и ароматични билки во нашава земја прават фармери од Гевгелиско со меѓуграничен проект со Сдружение од Грција. Во нивното здружение засега се евидентирани само собирачи на овој вид на билки и опитни површини. Производството на ароматични лековити билки има голем потенцијал за развој на економијата и туризмот, поради се поголемиот интерес за здравата исхрана и алтернативната медицина. Сепак и покрај можностите кои ги нудат регионите во земјава со препорака за идеално еколошки услови за нивно одгледување, на нивите не се сеја анасон, нане, мента, лаванда, сина, пилиматочина, камилица, копар и покрај финансиската поддршка од државата која го субвенционира производството на ароматични и зачински растенија со 25.000 денари по единица хектар и можноста за кофинансирање на 50% од вредноста на инвестициите за производство на чај, кафе и лековити билки предвидени со мерките од програмата ИПАРТ.
Изградбата на регионалната планска депонија предвидува проекти за набавка на возила и садови за прибирање и преработка на отпадот. Сите активности се поддржани од фондовите на Европската унија за зачувување на животната средина. Изградбата на регионалната планска депонија оди во прилог на сите кон зачувувањето на животното непосредно обкружување. Наредната година со самиот старт ќе се распишат тендери за нови проекти кои фаќаат набавка на опрема и возила, се во врска со регионалната планска депонија. Иднава година ќе се објави тендер за набавка на опрема, тоа е еден голем проект каде што ќе се обезбедат возила за собирање и транспорт на отпад, сите потребни садови, почнувајќи од контейнери од мали канти 120 литри до големи контейнери до 5-6 метри кубни, возила за собирање на отпадот, транспорт од одредени општини во други. Сите тие опреми ќе бидат дадени на јавните комунални предпријатија, кои и понатаму во системот ќе оперираат со собирање на отпадот, а додека пак и транспорт до одредени локации, а додека натаму управувањето со отпадот ќе се врши во самата регионална депонија. Секако Република Македонија има врска да се придружува кон одредбите кои се во насока на зачувување на животната средина, а се во рамки на она што директивата за изградба на регионална планска депонија го бара. Освен естетскиот изглед, подобрување на животната средина, заштита на здравјето на луѓето, ние како држава со нашата законска легислатива, со директивите за отпад кои што ги прифатила нашата држава, сме обврзани да исполнуваме одредени цели во оваа област. Значи, најмалку 60% од сите рециклабилни материјали да бидат претходно извлечени пред да одат на што не смеат да одат на депонија, не смееме да депонираме зелен отпад и биоразградлив отпад на депонии, мораме да постигнеме цели од аспект на смалување на гасовите од ефектот на стаклена градина, кои што се појавуваат, овие гасови се појавуваат кога мешан отпад се става на депониите. Значи, имаме голем број на цели кои што мора да ги исполниме за да ги испочитуваме нашите закони, едноставно и тие директиви кои што сме ги подпишале. Сите пропратни проектни активности за изградба на регионалната планска депонија се поддржани од фондовите на Европската унија од програмата за зачувување на животната средина. Кривична пријава за незаконски ископ на минерални суровини поднесена во Порешната канцеларија за криминалистички работи во Виничката полиција против виничка фирма и управителот во правно лице во село Јакимово, поради постоење основи на сомнение дека со незаконита експлоатација на минерални суровини без потребната дозвола е кривично дело. Според пријавата на полицијата во јули оваа година, фирмата вршела незаконски ископ на минерални суровини од место викано Чифличко поле во близина на реката Осојница, во околината на Виница, од катастарска парцела за која што друго правно лице, односно фирма од Виница, поседувала дозвола за експлоатација, со што и нанела материјална штета фирмата концесионер од околу 200.000 денари. Заедничките подготовки на македонската и на српската боксерска репрезентација, кои се одвиваат во Штип, значат стекнување на драгоцено искуство, техничко надополнување, како и поквалитетни тренажни процеси. Во просториите на боксерските клубови Баргала и на Пинк Пантер се одвиваа подготовките на македонската и на српската репрезентација, кои ќе траат се до стартот на Златен гол кој ќе се одржи во Скопје. Првично подготовките започна заеднички на двете репрезентации, на нашата македонската боксерска репрезентација и репрезентацијата од Република Србија. Меѓутоа, поради поефикасни тренинзи, поефикасно дејство на тренинзите, репрезентациите тренираат одделно. Нашата репрезентација македонска тренира во боксерскиот клуб Баргала, српската репрезентација кај нас, и по потреба двете репрезентации се спојуваат и извршуваат заеднички тренинзи во зависност од периодизацијата и потребите за тренинг. Секако дека соработката помеѓу двете федерации, соработката помеѓу двете боксерски екипи ќе значително ќе донесе придонес и за боксерите од едната и од другата страна. Преку размена на искуства, размена на заеднички тренинзи,
секако е чекор напред за општо за боксерите и за репрезентативците од двете страни. Престојат големи меѓународни турнири. Престојат тука е Адам Јашари во Косово, потоа следува златниот гонг, ми се чини златната рукавица и секако она што ме радува вашиот турнир ќе го нарече така меморијалот Јордан Мијалков. Какви се очекувањата и како течат подготовките за сето ова? Со оглед на тоа што од месец септември до крајот на годината календарот е премногу збиен и премногу густ, моравме да направиме мали измени во датумите за одржување на турнири, меѓутоа никако и од нивната отстапка. Значи ние решено е да секое коло од националната лига, секој меѓународен турнир и секаде го пополниме со боксери од нашите редови, како и од редовите на боксерската репрезентација на Македонија. И сега пред нас викендот што предстои мечот меѓународниот турнир Адам Јашари, кај што ќе настапи македонската боксерска репрезентација, додека српската репрезентација останува на припремите овде и продолжува со тренижниот процес. Тоа е еден вид контролен меч за нашите боксери пред нашето најголемо одличие златниот гонг, кај што се надеваме и ние како и сите боксери кои ќе учествуваат на таа голема манифестација добиеме што повеќе одличија. Според планот и програмата, календарот на боксерските настани е исполнет се до крајот на годината. Веднаш познатиот гонг ќе се одржи ревијален боксерски меч помеѓу селекцијата на регионалната лига во кој ќе има двајца штипски репрезентативци, Гоце Јановски и Алмир Муришов. Потоа следува настап на македонските боксери на златната ракавица во Србија. Ќе се одржат 2 кола во регионалната лига и 2 кола од македонското првенство, за да шлакна боксерската сезона се склучи со одржување на боксерската манифестација меморијал Јордан Мијалков, што ќе се одржи при крајот на годината во Штип. Тоа беше и последната информација во вестите на Ирис телевизија. За повеќе можете да прочитате на социјалните мрежи. Имајте убава вечер.